9 часот и 30 минути со радост ви посакувам добро утро и добро ми дојдовте во новиот квадрат. На прагот сме до новата година, па во таа насока ќе ги движиме и денешниве теми. А што конкретно ќе гледаме денес и во овој квадрат следниве 30 на минути? Накратко ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви откриваме како би изгледала дневната соба без телевизор, како да го декорирате вашиот дом за време на празниците и како да ја употребите розевата боја во вашиот дом. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Како што ви открив во најавата, а како што и вие самите очекувате од нас кои во текот на целата година ве учиме како да го подобрите вашиот животен простор, е дека во текот на празничните денови ќе ве посоветуваме и како да внесете празнична магија, односно како да го декорирате за време на празниците. Она што следува во продолжение ќе ви помогне во тоа. Декември е месец кога не само украсите се внесуваат во домовите, туку и чувството на предпразнична топлина и возбуда. Се околу нас полека го менува својот ритам. Деновите се скратуваат, но затоа желбата да создадеме топлина и празнична атмосфера во нашиот простор е се посилна. Нема стрес, нема брзање, туку само она познато чувство дека е убаво кога навреме планираш каде ќе стои елката, кои бои ќе доминираат годинава и кои украси ќе ги комплетираат она што веќе го имаме од претходните сезони. Многумина веќе почнуваат да прават мали списоци, да ја погледнуваат понудата и да размислуваат што може би недостасувало минатата зима, а што би можело да се додаде сега за да изгледа се така како што замислуваме. Затоа што кога празниците се навистина блиску, убаво е да се знае дека се е веќе подготвено, наместено и домашно собрано. Украсувањето на вашиот дом за празниците е можност да внесете топлина, радост и личен допир во вашиот простор, создавајќи незаборавна атмосфера за семејството и гостите. Клучот е да се комбинираат традиционалните елементи со личен вкус, а често правило помалку е повеќе е многу ефикасно. Може би се уште не сте ги извадиле омилените украси кои внимателно ги собирате со години, а може би и немате доволно простор за елка. Ова не треба да влијае на вашето расположение, бидејќи постојат многу начини да го декорирате вашиот дом и да го додадете божикниот дух, кој моментално недостасува. Секоја соба може да стане мало катче, кое веднаш ќе ви го подобри расположението кога ќе го погледнете. Кога велиме секој, го мислиме тоа. Затоа носиме инспирација за декор од спалната до бањата, а едно е сигурно, 2026 година нема да ве начека неподготвени. За време на празниците кујната станува најпосетуваното катче во домот, па вреди да се додадат неколку детали во неа. Куинските крпи со новогодишни мотиви можат да бидат сосема доволни. Меѓутоа, ако сакате да одите чекор подалеку, едноставните лакови може да го трансформираат секој елемент. Ставете ги на тегли, отворени елементи, па дури и на табла или рирна, барем привремено, за моментална празнична атмосфера. Венец над полица со шолји, мал светник до машината за кафе или тематски подлоги во златни, зелени и црвени тонови ќе додадат атмосфера без да се мешаат во секојдневното користење на просторот. Замислете како се будите стуткани во постелнина која зрачи со празнични вибрации. Денот веднаш почнува подобро и покрај сивилото и студенилото надвор. Без разлика дали сте за минималистички дизајн или фанки мотиви, инспирирани од пеперминт, има нешто неверојатно пријатно во внесување на декорот во спалната соба. Празниците може се поврзуваат со глами свиткави детали, но природните материјали секогаш го даваат најскапиот ефект. Еукалиптус и мали борови гранки се идеални за вазни, послужавници и комоди, како и странични маси. Оваа сезона има популарни трендови кои комбинираат традиција со модерни детали. Топлина и текстура. Топлите материјали како кадифе и плетените материјали се враќаат, заедно со класичните шари на тартан. Покрај традиционалните бои, популарни се и понеобичните како црвен кармин, нежно бебешко розова нијанса на сина, па дури и бојата на годината, топло кафена нијанса. Се повеќе се става акцент на употребата на природни материјали и направи самоукраси, кои се уникатни и еколошки.
Најважно е да уживате во процесот на украсување и да создадете атмосфера која ја отсликува вашата личност и прави да се чувствувате удобно за време на празниците. Природните материјали овозможуваат дури и на оние кои не сакаат гласна декорација да внесат допир на зима во домот. Може би звучи како премногу, но запомнете дека можете да правите што сакате со вашиот простор, па дури да внесете празничен декор во бањата. Вазна во аголот на новогодишните цвеќиња или гранчиња или венец над огледалото може да биде суптилен знак на сезоната. Свекниците и украсните свеќи не се резервирани само за намасата. Тие можат да бидат дел од секој агол, без разлика дали избирате месингани парчиња со високи свеќи или оние во облик на новогодишни елки и куќарки. Деталите како овој го поврзуваат целиот простор. Дополнително, доволни се хартиени ѕвезди кои можете да ги закачите на прозорците или да ги ставите во кујната, за да внесат празничен дух, дури ако не сте љубител на тематски украси. Сјајната лента со реси може да биде чуден допир што недостасува, покрај тоа што се попопуларни во модата. Ресите се еден од најекономичните начини да додадете декорација во домот. Не треба да се ограничувате на новогодишна елка, прозорци и полици. Додајте лажен во лустерот и уживајте во движењето на сјајот, што ги прави во текот на денот и вашиот дом ќе добие магичен изглед. На крајот, најважна е атмосферата. Разгалете се, подгответе го омиленото јадење, вклучете ги светилките и пуштете го омилениот божикен филм или музика. И спремни сте за празниците. Дали некогаш сте размислувале кој е централниот елемент во вашата соба за дневен престој? И без да размислувате, тоа е сигурно оно во што и во моментот гледате, а тоа е телевизорот. И да, тоа е навистина фантастична работа за да се забавувате, за да се опуштите и да научите секако нешто ново, но што кога во дневната соба не би имало телевизор. Како би изгледала таа, ви откриваме во продолжение. Во становите и малите куќички, местата за релаксација и забава имаат тенденција да ја делат истата средина, правејќи ја дневната соба целосно ориентирана кон телевизорот. Но што да правите кога телевизорот е трајно отстранет од дневната соба? Дали некогаш сте размислувале како би изгледал вашиот животен простор без телевизорот како главен предмет на собата? Дневната соба е повеќе наменско место во куќата. Таму примаме гости, се релаксираме со омилената книга, музика или едноставно се релаксираме по стресен работен ден. Меѓутоа, како што површините на нашите станови стануваат се помали и помали, дневната соба се концентрираше на телевизорот како централен елемент на целиот простор. Сепак, добрата вест е што некои луѓе сепак предпочитаат да го остават телевизорот во друга просторија и да ја чуваат дневната соба како посебна оаза на мирот. Кога се губи главната референца, украсните предмети добиваат значење и просторот го зафаќаат поширок спектар на предмети, како што се фотели и софи, масички за кафе, аголни маси, растенија и украсни предмети. Ако погледнете во вашата дневна соба, веројатно телевизорот е таму, во центарот, како собственик на просторот. Целиот друг мебел се врти околу него, како да го има последниот збор во декорацијата. Но што би се случило ако еден ден го изоставите тоа? Кога би дозволиле просторот да дише и да зборува на поинаков начин? Вообичаено дневната соба се поставува во средина со големи прозорци кои дозволуваат сончева светлина да навлезе во просторот, инкорпорирани како водечки елементи во околината. Во некои случаи можно е да се интегрираат во балконот или дворот, доколку ги има. Покрај софите и фотелите, кои добиваат поголема личност во дневните соби како украсни предмети, неопходни се и масичките и аголните маси во моментите кога ја пиете шолјата кафе или чај. Исто така, дневните соби се идеален простор за прикажување на домашната библиотека или омилените украси, што додава динамика во секој дел од домот. Дневната соба без телевизор не е само естетски избор, тоа е мала револуција. Тоа е како да кажете, сакам времето да тече поинаку во овој простор. Кога нема телевизор, распоредот на дневната соба се менува и ја менува целата филозофија над просторот. Не мора да ги поставувате сите софи свртени кон зидот. Напротив, може да креирате круг или поотворен распоред кој поттикнува разговор. Две софи свртени еден кон друг, пар фотели покрај прозорецот, ниска маса со книга или друштвени игри. Сето тоа ја враќа топлината на концептот дневна соба.
Таму каде што порано владееше тишина, сега може да се роди разговор, смеја, па дури и играње со децата. Без телевизор одеднаш добивате можност да уживате во гледката што досега сте ја запоставувале. Софата не мора да гледа кон зидот, може да гледа кон прозорецот, градината или кон терасата. Природната светлина навлегува пошироко, а просторот стекнува чувство на смиреност. Неверојатно е колку се менува расположението кога погледот ќе залута надвор, наместо да остане заглавен кон екранот. Доколку имате убав поглед, овој трик е доволен за да и дадете на дневната соба посмирен и попристоен карактер. Отсуството на телевизорот е како да направите простор за уметност. Голема слика, фотоаранжман, скулптура или полица со предмети што ги сакате, сега можат да станат во центарот на вниманието. Замислете, на местото каде што порано имаше телевизор, сега има нешто што ја раскажува вашата приказна, за патувањата, вкусовите, спомените. Дури и самите ѕидови изгледаат воздушести. Неслучајно многу декоратори мислат дека просторот без телевизор изгледа пософистицирано. Кога нема црна површина која го впива погледот, сите елементи добиваат рамнотежа и карактер. Ако не можете да го замислите животот без телевизор, не грижете се. Можете да имате телевизор без да ја расипете естетиката на просторот. Има фантастични идеи како да го сокриете кога не го користите. Можете, например, да го ставите телевизорот во кабинет со лизгачки врати, да го покриете со дрвени панели, како да го врамувате, како уметничка слика. Така не го одвлекува вниманието, а дневната соба останува топла, елегантна и хармонична. Да се живее без телевизија или барем без да се даде примат е форма на ослободување. Тоа е како да ја вратите контролата врз вашиот простор, да одлучите што ќе биде центарот – разговор, светлина, книга или музика. Затоа што на крајот на денот дневната соба без телевизор не е празна. Напротив, така е пополна од кога било. Со вас, животот и вистинските моменти. За крај да напоменеме дека дневната соба понекогаш е прилично тесен и мал простор, но тоа не значи дека во тој случај треба да се занемарат удобноста и естетиката. Напротив, дури и тогаш е неопходно да се биде креативен и да се искористат сите достапни елементи, за да се создаде пријатно место. Позиција и големина на мебелот се приоритетни овде, кои секогаш треба да се имаат на ум. И последните минути ова денешно дружење ги резервиравме за една од, можеби, најпопуларните бои помеѓу женскиот свет – розовата. Што доколку ја имплементирате во вашиот простор и како вашата куќа на овој начин да не се претвори во куќата на Барби, да изгледа елегантно, топло и функционално. Ви откриваме во следните минути. Секоја боја има свое значење, како и незиното влијание врз однесувањето, психата и продуктивноста. Ако ги погледнеме предметите наменети за жени, огромно мнозинство се обоени во розова боја. Розовата боја се создава со мешање на црвени и бели пигменти, носејќи ги со себе карактеристичните црти на црвената и белата, страст и спокојство. Во психологијата на боите оваа боја е синоним за интровертни ликови кои се грижат за чувствата на другите, но не премногу за нивните мислења. Оние кои избираат розова пред другите бои се чувствителни, грижливи, носталгични, малку наивни во нивните представи на љубовта, која е романтична и копнежлива, наместо страстна и агресивна. Прекумерна потрошувачка изложеноста на оваа боја доведува до пасивност, неподготвеност да превземете било каква акција и конфронтација. Историски гледано, кога се повлекува линијата, забележано е дека тоа е бојата што најсилно ги стимулира емоциите во целиот спектар. Розовата боја има ефект на визуелно зголемување на просторот, но не го прави гломазен. Од тука за љубителите на бела и беж во внатрешноста, светлата нијанса на розова боја е сигурен чекор напред. Таванот во оваа сенка визуелно изгледа повисок. Исто како што сината или зелената боја се добар избор за собите свртени кон југ и исток, розовата, како и другите топли бои, се одличен избор за собите свртени кон запад и север. Неутралните лососов розови тонови, тоновите збогатени со портокалова, се најдобриот избор за соби во кои се одмарате или се релаксирате, како спални и дневни соби. Иако нормално розовата не е прв избор за бањи и кујни, керамиката во оваа боја навистина внесува нова доза на софистицираност и елеганција во просторот.
Затоа малите и слабо осветлени кујни ориентирани кон север се одлична основа за розови нијанси. Ако не сте сигурни колку розовата боја е доволна за просторот да не стане куќата на Барби, користете ја акцентирана во комбинација со постудени тонови. Односот помеѓу сива и розова е елегантна и софистицирана, па тоновите се надополнуваат еден со друг, оставајќи впечаток на ниту претерано студен, ниту претерано топол простор. Во срцето на Торино, во стан од 90 метри квадратни, создаден е интериер кој комбинира елеганција, функционалност и софистициран дух на урбана жена. Проектот започна скромно, фокусиран на реорганизација на просторот за спиење, но брзо се разви во целосна трансформација на целиот стан. Просторот беше трансформиран во кохезивен, хармоничен и визуелно зачудувачки дом. Секоја соба е внимателно преобликувана, задржувајќи ги некои од емотивно поважните парчиња мебел, но проектирајќи ги во сосема нов елегантен контекст. Целиот простор сега дише во единство и функционална логика. Од влезот кој е преуреден во дискретен отворен простор за филтрирање со стаклен елемент до скалите, кој од структурно ограничување се претворија во архитектонски детайл, хармонично интегрирани со остатокот од станот. Природната светлина што го исполнува просторот дополнително ја нагласува воздушноста и удобноста на домот, претварајќи ги постоечките пречки во предности. Срцето на станот е пространа дневна соба во комбинација на бела и нежно-розова, во која доминира библиотеката по нарачка, која се протега од влезот низ дневната соба и зад софата, поврзувајќи го просторот во елегантна целина. Библиотеката не е само функционална, туку и визуелно привлечна, со скриени области за палта и чевли, користејќи ги развлечните длабочини во зидот на многу внимателен начин. Кујната е минималистичка, софистицирана и отворена кон дневната соба, преку монолитен устров кој истовремено ги дели и поврзува овие два простора. Масата дизајнирана по нарачка овозможува до 8 лица да седнат на неа, нагласувајќи ја социјалната функција на интериерот. Коридорот што води до просторот за спиење е сведен на минимум, а дискретна лизгачка врата, рачно изработена, ја дели полубањата. Ниша во гипс зидови со вградени полици станува функционален и визуелен скапоцен камен. Местото за спиење е совршена хармонија на удобност, функционалност и персонализација. Главната спална соба е светла и пространа, прилагодена со сопствен ќош за работа, додека го задржува капацитетот за складирање. Придружената бања е елегантна и интимна, комбинација од када, туш, мијалник и чешми, во амбиентот од светол камен, смарагдно-зелени плочки и цветни тапети и создава освежувачка и смирувачка атмосфера. Два влеза, едно стакло, едно рамно, со зидот носат флексибилност и приватност. Помалата соба е максимизирана благодарение на прилагодениот плакар, додека неутралната бела и палетата на бои од дрво го подобруваат чувството на светлина во просторот. Овој проект го надминува класичниот интериер, ја раскажува приказната за дом кој еволуира со потребите на неговите стандарди, комбинирајќи естетиката на функционалност на модерен, хуман и интелигентен јазик. Завесите изгледаат како мала работа, а тие се моќен внатрешен елемент кој може да го направи вашиот стан стилски, но и да го расипе впечатокот. Како да изберете завеси за дневната соба? Завесите се елемент на интериерот кој не само што го надополнува, туку носи и одредена функционалност. Например, завесите за затемнување ви помагаат да спиете подобро и подолго, а истовремено ве штитат од сонцето и љубопитните очи. Од друга страна, ако вашата дневна соба има малку природна светлина, подобро ќе биде да изберете лесни мрежести завеси. Но што ако имате стилски мебел за драперите? Ние сме тука да ви помогнеме да го направите најдобриот избор. Прилагодете ја бојата на завесата на природната светлина. Во зависност од тоа каде е свртена просторијата, север, југ, запад или исток, се менува изборот на палетата на бои за завеси. Со цел мебелот и внатрешните препенти побавно да избледат од сонцето, се препорачува да се користат потемни завеси за јужната и источната страна, а посветли нијанси за западната и северната. Прилагодете го материјалот на завесите за дневна соба на внатрешноста и на буџетот. Конвенционално, материјалите за завеси може да се поделат на природни, синтетички и хибридни.
Природно најскапи се природните ткаенини – лен, памук, свила, вискоза. Ако се сеќаваме на трендот на дизајнот на интериер, тогаш овие материјали се најдобрата опција. Но универзалниот материјал е поликотон, кој изгледа естетски пријатно, ефтине, трае долго и може да се пере во машина за перење алишта. Изборот на шима на бои може да зависи од многу параметри. Бојата на завесите може да се избере со една или две нијанси посветла или потемна од бојата на ѕидовите. Или можете да изберете боја врз основа на текстилот во собата. Кебето, тапацирот на софата, перниците на креветот, тепихот ќе ви кажат која боја најмногу ви одговара. Доколку интериерот е во неутрални и мирни бои, тогаш завесите може да се нагласат и да се избере контрастна светла боја. Што се однесува до должината на завесите, задолжителна опција се завесите кои се речиси до подот. Можете да оставите неколку сантиметри за да не собираат прав и полесно да се чистат. Идеалната ширина на завесите е различна за секого, бидејќи зависи од вашите преференции. Дали сакате завесите да го покриваат целиот прозорец, дали имате ролетни или ви требаат широки завеси. Но постои трик за наоѓање на универзална широчина на завесите. Измерете рамката на прозорецот и множете со 2,5. Исто така, запомнете дека сите завеси во просторијата треба да висат на иста висина и иста должина, така што собата изгледа уникатно и органско. Денес тулот ретко се користи. Ако имате малку простор, подобри опции се драперијата на страна или ролетните. Некои луѓе претпочитаат тројни завеси и комбинираат ролетни, лесен прозирен тул и завеси во исто време. Сепак, завесите се неопходни за внатрешноста, бидејќи му даваат и мекост и удобност истовремено. Тоа беше последната тема и содржина за денес и за денешниот квадрат. Следниот пат ќе биде нашата последна дружба за оваа година. Затоа не пропуштајте, ќе бидеме инспиративни, многу забавни и се надевам дека ќе внесеме уште топлина и уште многу убава енергија во вашиот дом. Ви благодарам што бевте наше друштво и денес. Се гледаме наредната недела. Пријатно!